Се ближи стартот на учебната 2016-2017 година. Учениците се припремаат, а во летниот период исто така се работеше на дел од училишните објекти. За се она што е поврзано со образовните институции во општина Велес, ова утро ќе поразговараме со доктор Македонка Виларова, општински инспектор за просвета и спорт. Добро утро за вас и добре ни дојдовте. Добро утро и за вас и секако поздрав за вашите гледачи и добре ве најдов. Так. Вообичаено во летниот период се изведуваат реконструктивните работи во училиштата пред почетокот на новата учебна година, да споменеме се она што е сработено во основните училишта. Во општинските основни училишта во градот интензивно и ова лето се работеше на подготовки за новата учебна година. Најнапред од технички и хигиенско-техничка подготвеност. Во општинското основно училиште објект 2 оваа година како составен дел за прв пат влегува и објект 2 кој што се наоѓа во Превалец. Во ова училиште се изврши реконструкција на две училници, сменет е подот, наместен е ламинат, исто така се изврши белење, бојадисување, фарбање, значи промена на прозорците во две училници, секако дека и целиот објект беше извршена дератизација, дезинфекција, дезинсекција и со тоа можеме да кажеме дека објект 2 е подготвен за новата учебна година. Во општинското основно училиште Благој Кирков на вториот кат се изврши поплачување на ходниците. Ова беше од проектот меѓуетничка интеграција во образованието, подпомогнато. Значи, за подобрување на условите за работа, исто така беше извршено хигиено-техничка подготвеност. Просториите на Благој Кирков училиштето заедно со Јордан Хаџи Константинов Џинот во целост се подготвени за пречек на учениците и почеток новата учебна година. Во село Сливни, кое што исто така подрачно училиште на општинското основно училиште Васил Главинов, со помош на инвестиција на Министерството за образование и наука, изградена е нова зграда, која што има две училници и еден кабинет и сега во најскоро време за почетокот на учебната година истите ќе бидат опремени со училишен прибор, односно училишен инвентар, ќе бидат набавени 60 столчиња и 30 клупи, две училишни табли, секако кои што ќе бидат во функција и ќе се користат за потребите на учениците. Во другите основни училишта општински, во сите, значи комплетно се врши подготвеност хигиено-техничка, тоа значи дека се исчистени, обелени, бојадисани, онаму каде што има потреба, направени се и реконструкции и сето тоа е добро за подобрување на условите за реализирање на воспитно-образовниот процес, што е во функција пак и за подобрување на квалитетот на наставата. Значи се е спремно за да седнат во училишните клуби. Кога сме кај средните училишта, чинам дека ова лето најмногу се работеше во средното општинско училиште Колја Неделковски. Така, секако дека во средните училишта исто така се вршеа подготовки за почетокот на новата учебна година. Несомнено е точен податокот дека во средното стручно општинско училиште Колја Неделковски се вршеа големи зафати, односно училиштето доби нова термофасада, која што беше со поддршка инвестиција од општина Велес и Вардарско-плански регион. Значи, термофасадата е во контекст на термоенергетската ефикасност, која што е потребна заради подобро затоплување на училишните простории и за подобрување на условите за работа. Исто така, во соработка со УСАИД, проектот меѓуетничка интеграција во училиштата, Средното општинско училиште Колја Неделковски доби инвестиција од 1.200.000 денари и 20% учество на општината во истиот, каде што се врши комплетно реновирање и реконструирање на спортската сала. До овој момент во Средното стручно општинско училиште Колја Неделковски, значи во спортската сала е поставена термоизолација на кровот, сменети се сите прозорци во спортската сала, поставено е парно грејење кое што до сега не функционираше, сега значи има нов топлотен систем и се врши поставување на осветлувањето и два исисни и два одсисни вентили кои што служат за преветрување на воздухот
во спортската сала. Ова е направено со цел заради грижа на здравјето за учениците кои што изведуваат настава по предметот физичко образование во самата спортска сала и секако дека за подобрување на реализација на часовите по физичко образование во самото училиште. Во другите средни училишта има зафати. Например, во гимназијата Коче Рацин комплетно се реновирани сите влезови од самиот влез на училиштето до најгорниот кат. На вториот спрат се врши комплетно реновирање на холовите и ходниците, поплачување, веросување, боядисување. 2 кабинети се комплетно реновирани, кои што беа малце во полоша состојба и тие можеме да речеме дека сега ги исполнуваат сите стандарди за изведување на настава и заедно со Средното стручно општинско училиште Димитрија Чуповски од сопствени приходи двете училишта, бидејќи користат една училишна зграда, инвестира во подобрување на хигиената, односно тоалетите, влезовите, училниците и се оно што е каде што се реализира наставата. За 3 дена, поточно во четврток, започнува новата 2016-2017 година. Несомнено, највозбудени се оние деца кои што за прв пат ќе седнат во училишните клупи, тоа се првачињата. Што покажуваат бројките на запишани првачиња во споредба со минатите години? Значи, ланската учебна година во општинските основни училишта беа запишани 589 ученици. Оваа година до рокот на запишување имавме запишано 566 првачиња, што значи 23 ученици, односно дечиња помалку од лани. Но пред почетокот на годината очекуваме да се запишат уште неколку ученици, првачиња, што значи дека бројката би била некаде иста. Да, бројката би била некаде иста како и минатата учебна година. Првачињата се возбудени заради нивниот престој во училиштата. Оваа година за прв пат и се запазуваше така по-ригорозно реонизацијата за упис, при што можне карактеристично е да се напомене дека се внимаваше реонот каде што припаѓаат учениците да биде да ги опфаќа оние ученици кои што живеат на тој реон, а во колку остане место, значи ќе се запишат ученици од другите реони, заради тоа што сепак училишните згради имаат капацитет и стандарди да не се врши прекорачување на бројката на максимален број на ученици во паралелка. Дали оваа година ќе има бесплатно организиран превоз и учебници како за учениците од основните, така и за учениците од средните училишта? Како и изминатите години наназад, така и оваа учебна година, секако дека ќе се обезбеди Министерството за образование и наука преку општината обезбедува бесплатен превоз за ученици на оние на кои што им следи, значи над 2 километри оддалеченост од местото на живење и бесплатните учебници кои што со години наназад се користат во пракса и оваа година ќе представуваат дел од образовниот систем и секако дека е тоа големо олеснување за родителите кои што имаат деца за школување. Неколку пати споменавте дека реализацијата на одредени проекти во училиштето, активности во училиштето се дел од различни проекти. Кажете ни нешто повеќе за тоа. Ние како општина, секако и Министерството со години назад правиме напори да се подобрат условите за реализирање на воспитно-образовниот процес во училиштата и грижата за подобрување на квалитетот секако дека е несомнена. Во тој контекст општината аплицира на проекти, добива проекти и сите тие средствата добиени од проектите се користат за реконструкција на училишта, за реновирање, за подобрување на услови. Тука се и за градинката детска и за ученичкиот дом. Многу често се соработува и со УСАИД, како една од поголемите донаторски организации и средствата што се добиваат од овие проекти се наменети токму во контекст на подобрувањето на условите за работа во училиштата. Освен со тоа се соработува со проектот за меѓуетничка интеграција во училиштата, кој што од оваа година е и составен дел со законска регулатива врзан во училиштата, значи мора да се имплементира
преку активности. Тука собствен влог даваат и учениците, и родителите, и професорите, и сите засегнати за тоа. И како возврат на сета таа соработка, значи учениците, родителите, наставниците и сите оние кои што се вклучени, локалната самоуправа, сработуваат проекти и сите тие проекти имаат иста цел да се подобрат условите и секако да биде поефикасна наставата и да се добиваат повисоки резултати од реализирањето на воспитно-образовниот процес. Ајде малку да поразговараме за слободните активности во средните и основните училишта. Колку се тие значајни за учениците? Освен редовната настава, во училиштата секогаш се одвиваат и слободни ученички активности од областа на културата, од областа на спортот, од областа на уметноста и така натаму. Голем дел од учениците имаат таленти и сите тие таленти ги преточуваат преку слободните ученички активности. Можеме да ги споменеме гостувањата на учениците од нашите општински училишта во други градови, надвор од државата, успешно представување на нашата општина. Исто така и спортските активности, значи преку спортот и уметноста да се постигне целта да се изградат здрави личности. А со тоа сметаме дека и слободните ученички активности се и креативниот дел од изградбата на младите личности и затоа е добро и постојано да бидат активни учениците и надвор од своите училишта и да ја представуваат локалната самоуправа успешно и онака како што доликува. Пред почетокот на учебната година активност имаше и во ученичкиот дом Лазар Лазаревски. Со дел од нив веќе се имаме запознаено, знаеме што се случуваше, меѓутоа ајде да споменеме што се е сработено. Во ученичкиот дом Лазар Лазаревски, како и во училиштата, се вршеа одредени подготовки за почетокот на учебната година. Можеме да напоменеме дека во ученичкиот дом се реконструирани и реновирани 28 балкони, се наместени 4 врати, потоа се набавени 60 нови душеци за користење на учениците кои што ги користат услугите на ученичкиот дом, а исто така направена е реконструкција на повеќе и реновирање на повеќе спални. Сето тоа со цел за подобро прифаќање и престој на учениците кои што доаѓаат надвор од градот и да можат успешно да ја посетуваат наставата и да учат. Во надлежност на општината и детската градинка Димче Мирчев, дали имаше реконструктивни активности во објектите на градинката? Во детската градинка Димче Мирчев пред почетокот на оваа учебна година, скоро цело лето се работеше исто така. 5 објекти, во 5 објекти од Димче Мирчев градинката поставена е термофасада. Тоа е како резултат на проектот EnergyNet, прекограничен проект на општина Велес, кој што го реализираше со Република Грција. И исто така врз основа на она што е сработено, од сопствени приходи на градинката се реновирани 5 тоалети комплетно. Значи, подобрени се во објект 4 условите за грејење, односно е направен нов топлотен парно систем и секако дека комплетно извршено дезинфекција, дератизација во сите објекти на детската градинка Димче Мирчев. Бидејќи капацитетот на градинката е веќе исполнет, дали општината планира да гради нови објекти? Капацитетот е исполнет, знаеме дека постои листа на чекање. Самиот менеджмент на градинката работи на тоа да создава услови за прифаќање се повеќе и повеќе на дечињата, на родители кои што имаат потреба од користење на услугите во градинката. Општина Велес планира, значи, изградба на нов објект. Веќе е во тек изградбата на објектот, односно пренамената на општинскиот објект во село Каласлари, каде што се планира новиот објект како составен дел на градинката Димче Мирчев. Овој објект би прифатил 20 деца, кои што пак се деца би биле од местното население и на оние родители кои што работат во околните фабрики. Знаеме дека тој дел
од градот, односно во село Каластар, и веќе ќе стане индустријска зона и заради тоа се јави како потреба, значи нов објект. Значи освен во градско, сега ќе имаме и нов објект, нова градинка во село Каластар. Од она што споминавме, можеме да заклучиме дека училишните објекти во глобала се спремни да ги примат учениците од 1 септември, меѓутоа дали останува нешто што треба да се доработи, нешто поголемо, некој поголем зафат што треба да се направи во наредниот период? Во следниот период никогаш не е сосема се завршено, очекуваме и Така, затоа реков за некои поголеми реконструктивни активности. Така, очекуваме поголеми реконструктивни активности во Општинското основно училиште Блаже Коневски, Така. каде што се планира промена на прозорците заради заштеда на енергија и подобрување на термоенергетската ефикасност. Можеби ќе следи во соработка со Министерството за образование и наука промени на кровот. Значи тоа се поголеми капитални инвестиции при кои што општината секако дека ќе земе свој дел и ќе учествува во тоа. Во Општинското основно училиште Свети Кирил и Методи во иднина се планира и реконструкција на подот на спортската сала. Во Општинското училиште во село Сујаклари, кој што е составен дел на училиштето Стојан Бурчевски Буриден, се планира реконструкција на училишната зграда. Во Иванковци поголеми капитални инвестиции зависи од Министерството за образование и наука, можеби ќе се изгради нова училишна зграда за потребите на учениците. Во Рајко Жензифов со проектот на МИО, меѓуетничка интеграција во образованието, се прави летна училница, нешто како нов тип на изведување на настава во природа. Можеби и во Општинското средно училиште Јовче Тесличков, сме во преговори да се изврши реконструкција на одредени делови од училиштето кои што навистина веќе подлежат за реконструкција. Меѓутоа тоа се планови за во иднина, се надевам дека голем дел од нив ќе се остварат. Општината е вољна да ги задоволи потребите на учениците, а секако и да се подобри квалитетот на ставата на воспитно-образовниот процес. Така. И јас ви благодарам многу на гостувањето и што ги пласиравте сите овие информации, што ги споделивте со нашите гледачи. Ни останува само да им посакаме многу успехи и среќа на учениците. Ви благодарам, среќен почеток и убав престој на учениците во сите општински објекти во општина Велес. Така. Почитувани гледачи, вие во продолжение ќе ги погледнете рекламите.